ме прашуваат горна, долна, лева, десна. Срам ми е да лицитирам на пазарджиски начин, како на тезга, за името на мојата држава. Ја ти тврдам сега, еве ја да го потпишам и да речам утре одам ја на избори, ќе ве растурам, тоа е лага. Можеш само да изгубиш, пошто е тешко е прашањето. Промена и внатрешна промена на име на државни институции, ергомрез внатре, тешко е. Јас ви тврдам дека прашањето со името невозможно е да биде во приоритетите на новата влада. Имавме често моабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент ја ви тврдам, сите што беа до последен десетици и десетици илјади луѓе во мај, на 17 мај. И сите слободарски граѓани, колку год да звучи као фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остават у таа фотелја у која е. Че ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Одлуката што ќе ја донесат граѓаните ќе биде задолжителна. Да не се заморуваме со тоа дали ќе биде еден или друг тип на референдум, тоа што ќе го кажат граѓаните тогаш кога ќе биде денот на референдум ќе биде дефинитивно. Што ќе го менува името? Кој ќе влезе у таа коалиција за да го менува името на Македонија? Ја ви тврдам дека нема да најдете партнер за тоа. Јас тврдам дека прашањето за името е далеку од политички приоритет за било кој во Македонија. Че ние имаме сега поголем влог. И треба да спосеме држава. Не само во Македонија. Европската унија, ние сме на дното на агендата со години. Доколку референдумот не успее, тоа значи нема излезеност. Што е последството? Процесот запира тука. Значи без легитимитет овде добиен од народот, ниту едно решение или предлог или иницијатива за решавање на тој проблем не смее да излезе надвор од границите на Република Македонија. Тврдам, не постои политички фактор во Македонија кој мисли воопшто за проблемот со името. Проблемот со името предлагам да почнеме да го решаваме со точка број 1, државен консензус. Што види и Заев и сите други велат каков год да биде обликот на референдумот, задолжителен, конструктивен, одлуката на народот ќе биде за нас конечна. Нема тука што да ги прашавме, ама не ни интересира многу. Никаде во ниту еден програмски документ на опозицијата предводена од СДСМ нема да најдете заложби за промена на уставот.